Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Ако се прават молитви, литургии и парастоси за оние кои умираат, и ако може да им ја олеснат состојбата на починатите, тогаш би било добро и задолжително да се прави тоа. А доколку спасението се добива на овој свет и вечната состојба на сите луѓе се одредува од Бог само преку вера и лично барање, тогаш овие нешта не само што се празни, туку се и погрешни и штетни за оние кои ги практикуваат. Како настанал обичајот за душница? Историја на овој обичај. Старите елини готвеле ручеци за нивните најблиски кои умирале и за нивна чест раздавале јадење на народот. Тие секоја година имале молитви и разни други приноси за душите на умрените. Исто така верувале дека душите на умрените се наоѓаат околу своите гробови. Слично на старите елини верувале и старите римјани, а подоцна и оние народи кои дошле во нивното царство. И евреите во времето на макавеиците ги заборавиле Божите заповеди, па почнале со молитви за умрените според обичајот на околните пагански народи. За ова нешто се спомнува во апокривните книги, тоа се неканонски книги, во втора Макавеите или Макавеиците, 12 глава. Во Новиот Завет нема никаков пример за правење молитва или литургија за умрени. Првите христијани немале таков обичај. Тоа е факт, бидејќи повеќето во тоа време биле од еврејско потекло, имало и македонци, грци, римјани и други. Овие нешта за умрените и молитви за умрените постепено почнало да навлегува во црквата во 4 и 5 век. Како прво тие се молеле. Подоцна почнале да раздаваат и јадења. Во 7 век по некои места почнале да служат литургија како бескрвна жртва за умрените. Од сите овие обичаи за умрените, римската религија во својата заблуда измислила и чистилиште. И собирале, а и се уште се собираат пари од молитви и литургии за умрените. А пак елините ја отфрлиле таквата заблуда за чистилиштето, но ги имаат истите ставови и убедување само под други форми. Таму се вели, аџиите купуваат опростителна книга, слична на римските индулгенции, што им ја ставаат наградите при закупот. Црквата има задушници, а народот раздава по гробовите. Папите продаваат индулгенции, зашто веруваат дека ги имаат во рацете заслугите и добрите дела на светците. Та можат да ги продаваат кому сакаат. Индулгенции, тоа значи попустливост, простување и теолошки простување гревови за пари. Со оваквите индулгенции, римската црква во средниот век го навикнале народот дека многу гревови, дури и идни, можат да се откупат за пари. Папата Лав X од огромниот приход од таквата трговија ја изградил и црквата наречена Свети Петар во Рим. Во некои места на исток се верува дека човек по смртта треба да мине преку 24 царини, каде што неговите добри дела и заслуги на светците помагаат за спасението на душата. Сите такви сваќања и обичаи се спротивни на верата во Христос и сосема противречат на учењето на Библијата. Што учи Библијата во тој поглед? Во Стариот и Новиот Завет нема ниту еден пример, ама баш ниту еден, или некоја заповед, каде што укажува дека треба да се молиме за умрените или да им принесуваме дарови за нивен покој. Ако овие нешта му користеле на човекот, Бог ќе ни кажеше нешто за тоа. Има многу заповеди за молитви, но сите тие се за живите на овој свет. Како второ, нема никаква спасителна сила во ниедна друга жртва, освен во жртвата што Исус Христос еднаш ја принесе на крстот. Еве го Божјото јагне кое го зеде гревот на светот врз себе.
вели апостол Јован во 1 глава 29 стих. Потоа апостол Петар вели: знаејќи дека со пропадливо сребро или злато не сте откупени од суетниот ваш живот, предаден од вашите татковци, туку со скапоцената крв на непорочното чисто јагне Христос. Тоа е запишено во првото послание од Петар, 1 глава. Потоа истиот апостол вели: зашто под небото нема друго име дадено на луѓето, со кое би можеле да се спасиме, освен името Исус. Дела на апостолите, 4 глава, 12 стих. Затоа, ако бевме во можност да се спасиме со жртви, молитви, пченици и други разни работи, тогаш не би бил потребен Божиот син да пострада и да умре за нашето спасение. Како што вели апостолот: зашто ако правдата доаѓаше преку законот, тогаш Христос залудно умрел. Бог не спаси, не според нашите праведни дела, туку според својата милост, вели Павле. Сите жртви што се прават и што се принесуваат во светот, не можат да спасат ниту еден човек на овој свет. Уште помалку можат да го спасат или да му помогнат за спасение на оној свет, на другиот свет. Ние не сме сами на себе си спасители, уште помалку спасители на другите. Библијата вели: братот не може да се искупи, а може ли човек да се откупи? На Бога нема да му даде откуп за него, ниту цена за откуп на душата своја. Или во друг превод на псалмите, каде што е појасно изразено, се вели: ниту може еден човек друг човек да откупи, ниту може за себе на Бог откуп да му плати. Тоа е запишено во Псалм 49, 7 стих. Како трето, секој што верува искрено во Исус ќе биде спасен, а секој што не верува во Него веќе е под осуда и, ако умре без искрена вера во Исус, ќе загине. Библијата вели: кој ќе поверува и се крсти ќе биде спасен, а кој не поверува ќе биде осуден. Кој верува во Него нема да биде суден, а кој не верува во Синот нема да види живот, туку гневот Божи ќе биде врз него. Како четврто, нашата состојба во идниот свет ќе зависи од животот на овој свет, зашто настапува ноќ, вели Павле, кога не ќе може никој да работи. Односно тоа Исус го вели во Јован 9 глава 4 стих. Се што може да врши твојата рака според силите свој, врши, зашто во гробот каде што ќе појдеш нема ни работа, ни размислување, ни знаење, ни мудрост. Тоа го рекол мудриот Соломон. Треба да го сакаме и да го бараме спасението на овој свет. Зашто не можеме да направиме ништо за спасение на оној свет, другиот свет. Тука сееме, таму ќе жнееме. Тука трчаме, таму како деца Божи го примаме венецот. Тука работиме, таму ќе се одмориме. Богатиот во Библијата што е запишан, ги примил добрините на овој свет, а сиромавиот Лазар сите зла. Таму сега едниот е на маќи, а другиот е спокоен во рајот. На судот секој ќе прими според своите дела, направени на овој свет. Благословените ќе влезат во вечниот живот, а проколнатите во вечен оган. Не поради тоа дека ближните или црквата имала молитви или немала, или литургии за нивниот мир, но според тоа дали верувале или не од се срце во жртвата на Исус Христос. Спасението е на овој свет, а по смртта нема спасение. Библијата вели: кој чини неправда, нека чини неправда. Уште. И кој е осквернет, нека се осквернува уште. И кој е праведен, нека чини правда уште. И кој е свет, нека се осветува уште. Тоа е запишено во Откровение 22 глава 11 стих. Вечната состојба на секој човек е вечно и непроменливо одредена од Бог, додека човекот е на земјата. Потоа, кога ќе умреме, немаме никаква шанса за спасение, без разлика што ќе прават живите за умрените на другиот свет. По смртта душите се живи и постојат на одредено место, а телата се во гробот, гнијат. Така учиме од Библијата.
Исус Христос кој умре за нас, да ние будни ли сме или спиеме, да живееме заедно со Него. И ќе бидеме живи заедно со Христос, додека телата мируваат во гробовите. Јас сум Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Јаковов. Бог не е Бог на мртвите, туку на живите. Душите на Авраам, Исак, Јаков се живи. Има и многу други примери, дека Бог е Бог само на живите. И како петто, како што цитиравме одредени стихови од Библијата, утврдивме дека спасението се добива само додека сме живи. И така, ако тие што влегле веќе во вечната мака, не можат да излезат, каква корист има од литургии, свети, молитви за умрените, кога таму нема милост за никого? Бог, кога вечно и непроменливо решил за состојбата на сите што умреле, не е ли грев да се мешаме во неговата праведност и да ги правиме тие нешта за умрените? Секој разумен човек искрено нека размисли и нека процени. Затоа вели Павле, не лажете се. Спасение има само на овој свет. Само тука можете да станете Божи деца и да ја задобиете Божјата милост преку која можете да влезете во небото по смрт. Ако се уште сте во гревови и не сте помирени со Бог, покајте се и прифатете го Спасителот без задоцнување, зашто само тенкиот конец на животот, што секоја минута може да се скине, ве одделува од вечните маќи, каде што нема спасение ни милост за никого. Додека сте уште живи и здрави, трудете се не само за своето спасение, туку и за спасението на своите деца, родители, пријатели и на сите. Зашто по смрт не можете да направите ништо за нивното спасение. Милостивиот Господ да ви помага и да ви помогне да живеете свето во овој свет и да ви дарува вечен живот во идниот преку покаяние и вера во сегашниот. Слава на Господ Исус Христос. Амин.